Добре дојде Заким Мехмети, политички аналитичар и писател се разбира. Писател. Писател пред се. Да. Пред неколку минути кога го правиме ова интервју заврши средбата на релација лидерот на ВМРО, премиерот всушност Груевски и лидерот на СДСМ Заев, безуспешно, како што изјавија и двајцата. Груевски како рече: на раб бевме да формираме веќе преговарачки тимови. Кога Заев побара техничка влада, но ние сега формиравме влада, тоа е невозможно. Прилично саркастично дури. Не, тоа е се во духот на Груевски, дури мене ме изненади како тој и не прифати се. Ти видите, Груевски најсовршено сватил нешто во Македонија, дека треба да подпишете што и да ви побара некој, но вештината е во тоа никогаш тоа да не го извршите. Но и кога ќе подпишете, можете да го прогласите за Палома хартија. Да, така беше со Охридскиот договор, така беше со Мартовски, Априлски, не знам какви договори. И тој свати дека меѓународната заедница на некој начин се поклопува со неговите интереси. А кој е тој интерес? Да се потроши времето. Некако ние тука да се тренираме како се договара, како се разговара. Јас се слагам дека основа на демократијата е договорот, основа на демократијата е компромисот, диалог. Меѓутоа, тука мислам дека меѓународната заедница не свати дека тука преговорот и договорот се сваќа како утакмица. Дека дали ќе можам да го предам, да не го извршам тоа што сум го ветил. И тука Груевски се покажа како најголем мајстор и највешт. Тој тука сварно сите ги знавоси, уклучувајќи ги пред се албанските партии. И така да Македонија дојде на некој начин да гради демократија по формулите на еднопартиски систем. Во Македонија ви имате само една партија. Дуе тука и Кебана, само као разгранок на ВМРО, албанскиот разгранок на ВМРО, и таа политичка икебана која што пред меѓународната јавност дури на некој начин дуи е највиновна, таа ги легитимира сите дејанија на овој режим, со тоа што и активно учествува, не само ги легитимира. Да, имате мултиетничка држава, имате држава која што се залага за граѓански концепти, не знам кои концепти. За евроатлантски интеграција. А во меѓувреме, ако забележувате, тука изумира опозицијата. Немате никаква опозиција. Зашто? Затоа што, внимавајте, популистичката политика и диктаторската се во суштина исти, тие се засниват врз стравот кај граѓаните. Кој е стравот на популистичката политика? Дека ќе го изгубите името, ние као народ сме загрозени. Но тоа е веќе прице националистичка али риторика. вие го плашите тој народ и така го придобивате и така ние се чудиме како може тоа на секој наредни избори добиваат повеќе гласови, а не им се смалува. А се топи опозицијата. Околу меѓународната заедница велите дека ги прешол Груевски. Лесно ли се преидува така меѓународната заедница или пак воопшто не е заинтересирана на вистина да тропне на масата, да ги седне на преговарачка маса, но и да учествува во тие преговори, да помогне во тие преговори? Јас не сум толку наивен за да верувам дека така лесно може вие да ги преидете тие институции кои што имаат веќе изградени стандарди и тоа се земји со вековна демократија конечно. Како да се дојде до нешто. Меѓутоа јас мислам нешто друго, дека тие за жал се повеќе и повеќе имам чувство дека се увидува дека Македонија нема државотворен капацитет. Оти видите, вие ако не сте заинтересирани самите за вашата куќа, да ја зацврстите, да ви биде што постабилна, оно од страна нема и што да ви прави. Тој едино може да ви помогне што побрзо да се сруши или да ви помогне да се зацврсти. Меѓународните институции на Македонија доста и помогнаа за таа да се зацврсти. Меѓутоа не дојде до тоа. Што беше Охридскиот договор? Беше еден добар темелник, камен темелник, за да се оди, да се изгради понатака една држава која што ќе функционира колку толку тој граѓански концепт изграден врз тоа шаренило мултиетничко, што е добра страна. Меѓутоа, тука се случи обратното. Ако вие погледнете што се случи од 2001 до денес, ќе видите дека ние одиме наназад и се враќаме, сега сме испод 90-та.
Значи сега, има нешто што и во комунизмот не се правеа вака, кога немаше право ни на глас, немавме право ни да мислиме. Денес ви имате како први медиумски мрак. Потоа имате чисто еднопартиски систем. Потоа имате партија која што ја изедначува власта, државата со партијата. Имате малтене приватизација на целата држава од страна на една држава. Тука меѓународните институции кај грешат. Тие ваквото лудило и ваквата демократија која што нема врска со демократија, тие сакат да ја уклопат, да ја стават во системот на демократски стандарди и демократски формули. Или пак ја жртвуваат во име на стабилност. Да, или предпочитајќи да биде стабилна мислам дека е веќе завршена. Меѓународните фактори не само во Македонија, него во овие простори, по овој Западен Балкан, тие ја жртвуваат демократијата заради некоја лажна стабилност. Тие едноставно барат тука јунаци кои што можат овие народи да ги држат да бидат мирни, да не претат многу и да не се бунат многу, а меѓутоа уопште не ги интересира таму што немате ни судство. Вие во ваквите држави, вие затоа и се ви личи на режим. Зашто режим? Затоа што вие погледнете, во Македонија имате само влада која функционира. И парламентот е тоа што е владата, и судството е тоа што е владата, и образованието е тоа што е владата. И што е тоа? Што е тоа? Демократска влада? И околу меѓународната заедница, меѓународните европски економски институции, се извинувам, економските институции всушност ја поддржуваат отворено, судејќи според кредитите кои дава Светска банка. Па тие плаќаат за таа стабилност, за тоа да има мир во куќата. Меѓутоа, јас мислам дека кога и да е, ќе се случи таа голема револуција во овие простори, кај што ние треба да се ослободиме од тендерократите, треба да се ослободиме од тие партиски бандити, кои што малтене и тие сега раководат со нашите држави, не се институциите. Институциите само ги покриват дејанијата на ваквите партиски моćници кои се контролираат. И меѓународната заедница мислам дека ќе плати голем цех за ова купување време, само за да биде мирно, да нема големи потеси, да не мора тие да доаѓаат тука со војски и да не смируваат. Меѓутоа, јас мислам дека без ова револуција не може ние да излеземе од ова. Оти веќе ние сме заробеници на нашите партии. Народот е веќе собственост на партиите, не се Каква партиите. револуција? Треба се увезе револуцијата? Видете... Нема поинаку. Овој народ не знае за револуција, политичката култура. За жал, дури ако сакате ви и овие преговори што ги водат сега Заев и Груевски, ништо не вредат. Знаете што? Тука, се додека не дојде таква категорија на политичари кои ќе се плашат од народот, кои ќе знаат дека тој народ може да ти дојде пред врата, да ти тропне и да ти исфрли од прозорец, немате вие договарање. Едноставно, кој е тој начин да седнат двајца да се договорат негде околу нешто? Договорите зависат од тоа каква е таа подлога граѓанска, која е таа граѓанска свест. Но лидерите знаат со каков народ располагаат. Лидерите знаат дека може да излезат на главните вести и да речат ние се договоривме и ние да речеме чути има и полошо. Знаете што, тој ментален склоп што се споредува со полошото, а не со подоброто, тој е незрел ментален склоп. И немојте да очекувате големи резултати. Тој е сиромашен и изолиран ментален склоп, преплашен народ, сиромашен, кој што научен така мене стално ме прашуваат, велат, сите се незадоволни, но сите гласат за ВМРО и ДУИ. Па нормално гласат. Оти замислете, вие ДУИ, например, има 40.000 вработени албанци во администрација, што појавни. И сите овие да ги натерате вие по 2 гласа да ви носат, тоа се 80. Од семејството, да, од семејството. Значи, брачниот другар и некој братуче. Значи, 80.000 и 40.000, 120.000 он ги има... Се обезбедени. Ги има као предплатници, као вестникот што ги има предплатниците, нема кај да бегат, знаете. И нормално дека ќе гласат за нив. Јас не ги обвинувам. Знаете што, лесно е да продаваш памет, но човек што живее од 250 евра, што друго? Затоа јас ви реков, тука имаме преплашен народ по разни основи. Некој преплашен ради тоа што може да изгуби работно место, друг преплашен од тоа што ќе изгуби етнички идентитет, ако смениме име, ако смениме ова. И се тука владее стравот.
А кога луѓето се преплашени, знаете што, тоа е како видна магла, кај што вие не гледате таму што се случува зад завесата. А кога народот ќе види што се случува таму, тек тогаш ќе Тие времења тешко да дојдат ако медиумите се пропагандната машинерија на таква влада за која говорите. Околу барањето на Груевски, на Заев, се извинам, на барањето на Заев за техничка влада и очекуваното одбивање на Груевски. Заев предпоставуваше дека воопшто не би дошло до такво решение. Одговорот на Груевски беше, како што веќе реков, ние само што формиравме влада. Нема логика едноставно да се формира сега нова заедно со Заев. Зошто тоа го бара Заев кога е свесен дека Груевски би го одбил? А нема поддршка од меѓународната заедница, нема никаков, меѓународната не е на масата за притисок. Знаете што, мора да се признае нешто. Заев е немоćен во овие преговори. Тој стварно ништо не стои зад него. Ви велам, еве опозицијата и анкетите покажуваат дека таа се смалува. И вие кога сте во таква позиција, нормално и барате понекогаш и нешто. Внимајте, ако сакате баш во сршта, тоа е и реално барање. Вие барате некој што држи власт да ви рече, добро, ајде од утре ќе ви уклучиме и вас. Па тој затоа се бори. 12 години Груевски се бори за тоа да биде единствен владател на Македонија и никој да не му се меша во тоа. И тој сега кога тоа го реализира, вие му се обраќате, ајде да направиме техничка влада, па за наредните избори да може ние. Но зошто тоа го бара Заев? Знаете зашто? Заев кога знае дека ќе биде одбиен. Он добро наслутил дека во Македонија проблемот е многу подлабок, дека тука нема демократија, дека тука немаш демократски избори. Него тука не бират граѓаните партија, него партијата ги бира своите граѓани и одредува која бројка е негова и која да ја остави на... Јас дури верувам Груевски да сака и 100% од граѓаните би ги натерал да гласат за него. Најсериозно ова го мислам. Оти тој да беше попаметен, место споменици да вработуваше повеќе луѓе, како што вработил. Сите млади ги направи тој пензионери. Им дава плата за да не работат, но затоа секој 4 години да му обезбедат по 3-4 гласа. И тој да инвестираше повеќе, че немаше тука ниту една друга партија. Ова најдобро го свати Дуи. Дуи во тоа инвестира, во ништо друго. И јас ви гарантирам, Али Ахмети има право и ќе успе. На наредните избори ќе има 200.000 гласови албанци. Никој нема да гласа за ниту еден друг. Оти вие знаете, тој ве вработува, тој може да ви даде диплома, факултетска диплома, тој може да ве отфикари, као да не сте жив. И нормално во таква... Тој е господар на вашиот живот и судбина. Тој е господар на играта. Да. И сега, Заев соочен со ова, предпоставувам, оти не знам. Тој сега нормално иде на некои барања на се или ништо. Да се добие се или да се изгуби се. И јас мислам дека ќе изгуби се. Оти тука е меѓународниот фактор е клучен. Затоа што на меѓународниот фактор се уште Груевски како играч ми е добар. Во смисол националистичката политика како што се дефинира од страна светските медиуми. Ние идеализираме, ние мислиме дека тие кога се будат наутро ја отварат картата и одма гледат тука и викат дали се слушнавте со тие во Македонија, како им е алот, што прават Груевски и Заев, дали им оди муабетот. Нема врска. Ако не знаете вие да ги изложите вашите проблеми, ако не знаете вие да ги маркирате вашите проблеми, и ако не знаете нив да ги срочите како што треба, знаете што? Тоа е тажно, но се додека не види меѓународната јавност 100.000 граѓани како ни Скопје маршират, таа ќе рече, молчете, иде таму, нека узреат нештата, тие сами еден ден ќе сватат. И навистина така е. Во демократија вие се додека не сватите сами што може да ни каже нас некој од Страсбур или не знам. Што треба да ни каже? Невозможно да се аплицира демократијата. Ако вие се продадете за 250 евра, работите како службеник и не сте свесни дека сте ги направиле заложници вашите во семејството, со тоа што ги терате и нив да гласат, ради тебе што и немаш граѓанска храброст да речеш, па што ќе ми е ова работа? И да излезеш на улица. Знаете кој први треба да протестират во Македонија?
Овие заложниците на партиите, на ВМРО и на ДВ, тоа е државната администрација. Тие треба да излезат. Да, оние кои се заробени видете, од политика. ако тој од Страсбург гледа дека таква свест нема, што да ви прави? Стварно, поставете се во положба дека сте вие таму. И велите, овој народ молчи. Тој му гради споменици на секој 10 метра, овој нема леп да јаде и молчи. Вели, тука нешто не е здраво, ајде да пуштиме, да видиме што е. Дали тоа нездравото ќе излезе на површина. Не излегува тука. Не, тешко не се оздрава еден народ, особено со ваков менталитет. Но сепак, зошто Заев, кога бил свесен дека Груевски би одбил, се разбира, техничка влада, зошто нема понудено промена на медиумската структура во јавниот сервис, односно правична застапеност, како велат барањата на СДСМ, потоа промена на суди, корените промени во судството, јавниот обвинител, например. Јас да бидам искрен, би постапил исто као Заев. Оти и овие барања, би ги максимирал, оти јас знам дека и ова дури вие што го предлагате, тој одма би го прифатил. И што би се случило? Потоа тој би продолжил дека работиме, еве вие екипите работат. Па дајте во Сител колку 20%, не 20%, нека бидат 15%, па судијата, како овој судија, не. И тоа што години би а 4 години ќе поминат и Заев ќе дојде повторно на истото. И затоа ви реков, и покрај тоа што барањето на Заев и мене ми е малку. Меѓутоа, јас да сум, би го срочил тоа барање. Или ова, или ништо. Оти другото е ништо. Другото е ништо. Сварно, што и да побарате другото, затоа Груевски со право вели дека ќе се договоревме. Ова другото, тој одма го подпишува. Дека ќе почнеме медиумите да ги, демек, да бидат избалансирани, судството. Па тој нон-стоп тоа го зборува. Нон-стоп ова власт вели дека работат на демократски реформи за во ЕУ, не знам што. Значи, тие работат на тоа. И Заев значи ќе побара нешто за што тие се многу заангажирани. И затоа едино вака го објаснувам барањето на Заев. Тоа што ви реков, барам се или губам се. Но тој знае дека е невозможно, знае дека ќе пропаднале преговорите. А што ќе ми преговори од кој нема ништо? Што имаше од преговорите? Значи дека седнува Заев седнува само да ја задоволи меѓународната заедница. Па видете, јас ако сакате до крај да јате. Јас мислам дека овие преговори му требат на Груевски, а не на Заев. Во тоа е проблемот, зашто ние вака ја гледаме. Овие преговори му требат на Груевски. И Груевски се соочува со некоја мака што ги предложи. Оти Груевски никогаш не би седнал. Никогаш не би седнал со никого да преговара. Кажете ми вие пример, кога во Македонија е постигната било која демократска вредност без притисок од надвор? Кажете ми, речете ми кој беше тоа? 2001, 2006, кога? Никогаш. Се ние што сме постигнале кога не натерале да постигнат. Значи, постои оптимистичко меѓутоа, решение. јас нешто ќе ви кажам, тоа е моје сознание. Дека тој притисок е поголем на Груевски него на Заев. Од меѓународната заедница што ќе бара од Заев? Но кој беше одговорот на Груевски? Го тужи Заев за клевета, дека е грчки платеник. Па Заев, пазете, Груевски само таа логика ја знае, логиката на уцена. И дека прво го тужи за Македонска банка и второ е обвинет од Дневник, дека е грчки платеник, мислам на Заев. Тоа бе одговорите на Груевски кон Заев. И потоа седнува на маса со него. Видете, менталниот но тоа е одговорот и кон меѓународна заедница. Со кој ВМРО и ДУИ градат политика е следниот, дека ние не сме добри, но тие се полоши. И тие нити не се труделе некојаш да докажат дека нешто не прават тие, дека нема непотизам, дека нема тендерократија, дека нема... Него тие одма би велат, а Бранко? А Заев? Еве го Заев, ќе го тужиме ние до... Значи, тие, затоа ви реков, популистичката политика во својата основа почива врз стравот кој што го тренира врз граѓаните. И граѓаните нормално. Он сега вели, затоа нашите луѓе се го слушнале тоа, она што ви го реков пред малку. Има и полошо. И Груевски гради политика на тоа дека има и полошо, дека ова не е добро. Тој ни призна, тој вели ова не е добро, не има и полошо. И сега тој не плаши со полошото. И тука тој во овие преговори со Заев
Тој ја знае стратегијата, дека, окей, јас не сум вред, но и ти си тука негде до мене. Па еве ќе те тужам и ќе докажам дека не си ништо поарен. И така ние станавме општество, кај што никој никому не верува, кај што сите сме и лопови, и лажговци, и имаме само политички амбиции да седнеме таму и да се збогатиме, дека никаде не оди потаму. За жал, овој портрет наш, вака сме прикажени и пред меѓународните институции, кај надворешната јавност, дека таму вие имате луѓе кои што знаат да стасат само до министерскиот кабинет. Потаму нема држава. И затоа ние имаме граѓани, и граѓаните ги претворивме дури као такви, кои што се верни на партијата, но не на државата. Кои се партиски послушници, но немаат однос кон државната институција. Оти изградивме општество кај што највисока институција на сите други е партијата на власт, а не судството, дури не ни јавноста. Не е никаков суд вас, ако ве прогласат, ќе излезат на телевизија, ќе ви речат дека Киме Мети е лопов. Ние веќе не се срамиме ни од тоа, да излеземе на улица. Ајде околу стратегијата не ми одговоривте, стратегијата на Груевски, велите. Стратегијата на Груевски Не, се извинувам. Меѓународната заедница, велите, го притиска Груевски, заради тоа седнал. Да, не би седнал никогаш. Тогаш одговорот на Груевски, кој е? Влепување шлаканица на самата меѓународна заедница, кога го тужи Заев, кога му праќа пораки дека е грчки платеник преку дневник. Тоа е одговорот на меѓународната заедница. Не се плаши ли Груевски од некаква идна меѓународна изолација, можеби? Груевски се плаши само од нешто, од губење на власт. Ништо друго Груевски не го плаши. Тоа е фаза. Па таа меѓународна изолација би му донела губење на власт. Губењето на пари лесно може да доведе до губење на власт. Дека во политичката пирамида имате неколку фази. Имате фази при кои имате начин на издигање кој што е многу нормален, на основа на вредности, кој што има светски лидери. Но имате и фаза кај што се издигате на сосем друг начин, во еден миг, вие да сакате не можете да излезете од тоа. Оти знаете, ако излезете од тоа, кај ќе ви биде крајот. Јас мислам дека многу од нашите политичари се веќе во таа фаза, кога тие би сакале, дури јас претпоставам некои од нив би сакале да почнат се од почеток и да го почнат другачие. Но не можеш ради тие околу тебе, што веќе те притискат и те држат внатре. Јас мислам дека Груевски и таа елита, уклучувајќи ја и ова на Дуи, веќе е во таа фаза, која таа нема каде, или на власт, или никаде. Или да не кажам каде. И знаејќи го ова, тој сега ги прифаќа сите игри, двојна игра, со меѓународната јавност, која ете, јас преговарам, но видете што ми срочи тој. А јас се друго ќе му прифатев, и медиуми, и судство, и се ќе му прифатев, но тој сака техничка влада, и како да му дадам? Сега дали Заев е пред притисок од страна на меѓународната заедница после овој дебакал? Видете, Заев ирелевантен е тој притисок. Знаете што, тоа е исто како да притискате некој што нема ништо и за ништо не одлучува. И нормално дека меѓународната јавност бара од вас да бидете во системот внатре. Но секогаш мерејќи по нивни стандард, што е демократија кај нив. Тие не знаат дека во Македонија немате парламент. Дека парламентот е тоа што ќе каже. Или може да ве натепаат во парламентот. Да, и во парламентот може и да ве натепаат, може и... Парламентот е плюс едно министерство на владата. И пазете, западњак со право ова не може да го замисли. Но знаете зашто не може да го замисли? Тој не може да замисли дека еден народ тоа може да го дозволи, а не дека партиите не го посакуваат тоа. И кога се соочуваат со ова, потоа тие се играат со нивни стандард, но во земја кај што од демократија немате ништо. И нормално тие ви зборуваат за медиуми. Кај беше, молим те, таа меѓународна јавност која тука се затвори А1? Ние не сме свесни дека тие не се, ние не се должни толку да станат наши чувари као бебиња и да ни носат, да сисаме флачи, знаете, за да израснеме. Треба сами да растеме. И треба да внимаваме со што не хранат. А ние не внимаваме. Ви велам, каде беше таа меѓународна јавност која сред ова Европа се затвори медиум, најсилниот, најобјективниот медиум. И што сега ќе прават нови медиуми од Сител, од Алфа? Ќе ги прават А1, што ќе прават? Затоа ви велам и тие барења се смешни.
кај медиумите, што? Што можете вие? Тие се приватни медиуми. Јас као газда правам што сакам. Што можете вие као партија да ми наредите? Што сметате дека ќе биде следните денови или следниве месеци има ли решение за... Следните години ќе владее Груевски, ќе има преговори, ќе се преговара, ќе доаѓат од надворен посредници, ќе седнат, Груевски се ќе прифати, тие штом ќе се качат на авион, ќе заминат, тој ќе продолжи по свој, па ќе дојдат после 3 месеци. Судењето за Груевски ќе продолжи? Ќе продолжи и може би наеднаш Груевски да издаде, ако го притискат пак од надвор, дека тоа не е коректно, и да рече му праштам се, и пак ќе биде херој, ќе му опрости, место да биде обратно, ќе испадне дека тој е голем човек и запамтите, ја мислам, смеам да прогнозирам, дека на крај ќе се повлече. Тој ќе ја повлече тужбата ради тоа што не сака да остави впечаток дека сака да ја дестабилизира опозицијата. И така да 4 години не се толку долги. Дури може да се случи после 2-3 години повторно избори, но пак повторно ќе има избори кога ќе сака Груевски. Добро, јас благодарам што бевте гост. Ми беше чест.